Најубави ми се дека секогаш бев со моите родители, со најблиските, со луѓето што ги сакам, а никогаш нема да заборавам дека таму беше првиот бакнеж. Па јас веќе сум заболекарка. Ако има некој заинтересиран, ја можам да излечам зап, да отворам, да попрам, да измешам амалгам на времето. Мислам, немам проблем со стоматологијата. Знам се. Само уште да положам. Па види, не може да се напиши сега на прилепски да зборувам, не може да се напиши не може заедно. Значи, глаголот е секогаш сами главен, негацијата оди пред глаголот. Така што мора да се внимава, од прилеп потекнува кодификаторот на македонски јазик и мора да се почитува и да се знае правопис. Јас таму не попуштам. Во говоров може прилепски, кој ќе си во прилеп, ама инаку мора се да се почитува. Ја толку многу смислувам слогани, што веројатно тоа ми има избегано. Ја од денеска кога ќе работиш многу нешто, тогаш ти бегаат сите работи, но ако за некоја странска држава нешто имам направено, тоа е најчесто Србија. Кина би било супер, ама за Србија имав еден кој се продаде за 11 секунди. А како се поврзува копирајтерството со музиката на тој начин што таму кај што работам како копирајтер имаат исклучително многу разбирање за мене и секош кога ќе имам концерти ме пушта да си заминам порано од работа. Требаше да се продаде едно возило за како основен модел, а моделот требаше да се продаваше фул опрема. Ама требаше да се искористи определено место со 2 збора до 3. И јас само се сетив, така како што татко ми викаше, кога нешто му се бендисаше, и го искористив тоа знаење од моето детство и реков дека слоганот за тоа возило треба да биде пакуј. За 3 години може уште еден албум да се сними. Може на уште неколку нови проекти да се работи. Може да се оди на неколку супер одмори. Може да се запозна многу нови луѓе, да се научат многу нови вицои и да се живее животот на максимум. А во тие 3 години само да кажем дека тој албум се вика Пиле шарено. Тоа се случи. Тој сега пее и црцори на сите страни низ Европа. Оти не знам ни точак да возам. Кога сум задумана имам едно ова. Не само кога сум задумана, кога сум загрижена, кога сум збунета, кога се прашувам нешто пред да заспиам, откако ќе се разбудам, кога сум возбудена, кога видам некој што ме радува, цело време тоа го работам. Прилепчани ги сакам, јас сум од Прилеп е во мене, јас сум од него. И го сакам заради духо и заради смејата, заради мајтапо и најмногу заради духот. И сите што ги сакам ми се тука. Ја многу се затафтувам. Значи, тоа така, во Прилеп, тоа е мојата природа
И со сите што застанувам, со сите се разговарам, се смеем и уживам во таа комуникација. И можеш до утре сабајле да ми се лутиш, ама јас тоа не можам да го променам и тоа мора да биде така. Значи, ако сакате да живеете долго, јас можам да ви средам. Чочек. Па се одрази со тоа што, например, јас сега можам да предпоставам какви се чудесни одговори или какви се чудесни писмени работи можеш да добиеш како нели на задаената задача, какви чудесни одговори можам да добијам. И исто така научив како се вика по влашки добар ден, бунадзуа и така натаму. Немам магистерски труд, туку имам втор факултет. Па кој ќе ги напишам сите рецензии, кој ќе ги снимам сите албуми, кој ќе снимам уште кој ќе излезам пресред на некои други работи, ама уште само треба да допишам уште 10 страници. Значи само уште 10 страници ми фала. Ништо друго. Само треба да го најдам времето. Ама се затавтувам многу. Тоа е мојот проблем. Па јас сигурно ќе бидам најангажирана во глумците пеат. Така што глумица е мојата втора вокација. И таму најмногу ќе ме вика да работам. Ајше е честа голема, туку што и тремата огромна, туку што обврската за промената што треба да се потврди дека таа е добра промена, е сериозен товар. Ја веќе неколку дена со ред имам трема. Не е ова, мислам, така. Ја ако треба да ги опишувам сите промени во мојот организам, какви се пред да настапиме вечерва, ќе ви треба многу повеќе лента отколку ова што имате. Лука Јовановски е мојот син, кој е исклучително талентиран и јас сум исклучително горда на него и мислам дека е тој мојот најдобар производ. Што јас нешто сум направила во животот со него, секогаш можам да се пофалам и да се гордеам и тој е 10 пати попопуларен од мене. Да, секогаш може да се повтори, тоа е евергрините, поентата на евергрините е да се повторуваат затоа што на луѓето треба да им се прави, да им биде убаво. Слушајќи ги евергрините, ним секогаш им е убаво и мислам дека треба да биде онака секоја година по една ноќ да се организира. Ќе се повтори, сигурно. Elai, unaze. Maika ti e doma, donke neida, maika ti e doma, neida.